Сега си го најдам шаторот и ќе можам моторот да си го паркирам одма до шаторот. Да, ево е моето. Градчето е нака, нема многу туристи. Празно е малце, штама е, да не речем многу ресторани не работат. Да видиме што ме чека внатре. Пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Јас сега го напуштам моето сместување во Андора, кое што ми беше буквално во срцето на Пиринеите. Убаво сместување беше за еден човек. Сместување во кое што конечно имав, значи, за без пари, буквално крпа, имав дури и чаша за вода да се напијам, имаше дури и фен, значи буквално се имаше што треба да има, и сапун дури имаше. Обично сите овие работи, како што сватив во другите сместувања, се наплаќат. Така да тука имаше буквално сето тоа и то не ни платив многу скапо, 28 евро платив. Додека плаќав сместување по 30 кусур евро, ги немаше тие работи. Планот за денес се всушност тргнувам од тука од Андора, ја напуштам Андора, се движам кон Шпанија, поточно кон градот Барселона. Ќе престојувам во место викано Комаруга на 50 км од Барселона и всушност таму на тоа место е само покрај самата плажа, имам во кампинг резервирано, шатор. Таму ќе останам всушност јас цели 3 денови, односно 3 ноќи, скоро 4 дена. Значи ќе одмарам, ќе чилам, можеби ќе се искапам, жешко е некако времето натаму во Шпанија, ќе види. Сега не знам водата колку е се уште топла, меѓутоа треба да биде топла. Јас искрено првично уште кога реков оваа тура дека ќе врам уште пред да тргнам, планирав најголем дел од времето да го поминам во Шпанија, возејќи низ Шпанија поточно. Меѓутоа најголем дел од возењето го поминав низ Франција, помалку низ Шпанија. Но сепак ќе останам, ќе чилам ете 3 ноќи, сега 4 дена тука. Така испадна првично, мислев дека немам доволно време, меѓутоа се сетив дека можам трек да фатам од Барселона и тоа што планирав да го возам, да го скратам со трек и така да имам повеќе време за Шпанија. Но за возење повеќе патишта тука немав испланирано, главни ми беа Пиринеите, меѓутоа Пиринеите по главните превои веќе ги извозив сите. Така да сега всушност ми останува остатокот од Шпанија за возење, меѓутоа остатокот од Шпанија е веќе многу жежок, значи видов уште вчера. Значи малку пониско да слезите и одма фаќат жештини едно друго. Така да нема да се вози овие 4 дена каде што ќе престојувам. Може би ќе воздам нешто локално, кратко некој туриче наоколу да видам што има, што нема. Се закашлав. Меѓутоа не планирам некои големи возења. Првето што планирав, реков да ја посетам и Барселона. Се уште не знам дали ќе го направам тоа, бидејќи вчера каде што спиев во тоа местото што беше само за мотори, зборав со таа газдарицата, уствари ви кажав на почетокот на претходното видео. Ми кажа колку не е безбедно Барселона, колку има кражби на мотори, на луѓе, пикпокетинг, односно од джепоите ви крадат. Значи вика ќе ве прашат нешто, ќе ве деконцентрират и во меѓувреме ќе ограбат. Така да ходам Барселона со моторот не планирам да одам, ќе треба да го думам цело време, ќе треба пред мене паркинг да барам, а дали ќе има такво не знам. Оди ајде што ми се лепиш од прегеда моја. Се лепи. Ајде од Молдавија, ово е од Молдавија што бара до тука. Што ви кажав, така да ќе биде стресно, така да ходам Барселона, ќе одам со воз, има возе од Комаруга до таму, 45 минути некаде се вози. Меѓутоа и жената ми рече во возовите, рече пази си ги джебовите цело време, вика не дозволувај да те деконцентрират, да те прашат нешто, вика некој ако те гиба, ако нешто, вика само тргни се, вика и пази си ги джебовите. И затоа ќе размислам дали ќе посетам Барселона, пошто и реално да шетам цело време стресиран, нито не е шетање. Но ќе размислам еднаш да стигнам каде што планирам во Комаруга, во моето сместување. Да почелам таму, па потоа ќе го видам распоредот и на возовите и на едно друго. Ќе зборнам и со луѓе од таму да видам што ќе ми кажат за Барселона. Па соодветно тогаш ќе ја донесам одлуката за посета на Барселона.
Иначе овде во Андора многу хеликоптери си наслушав. Дали дека е така на повисочко земјата, дали стварно возат многу со хеликоптери луѓето, поима немам. Сега тука ќе почекам пак црвено е семафорот. Повторно поминувам низ Андора ла Велја, главниот град на државата Андора. Средено, многу чисто, цела држава, не само градот. Сето ново изградено, ништо нема старо тука. И забележав, сите возат колку што е дозволено. Сегде има знаци дека има радари, никој не вози над дозволеното. Вчера баш ко возев кон тој превојот, значи пат со 4 ленти, 2 за во еден правец, 2 за во другиот. Значи во двете ленти во сите возеа во десната лента, значи колона се направи во десната лента, ама никој во левата не возеше. А празна буквално лентата. И кој ќе видите, никој не вози на тоа, и вие не возите. Сите во колоната, и вие во колоната. А иако мала држава, жива, има луѓе, има сообраќај, жива е. Обично кај барем јас, значи Андора, кога ќе се спомнеш, онака мало државиќе што се вели со тројца луѓе, ја замислував. Не мислев дека е толку жива, па кога ќе замислите 90.000 жители. Тоа вие буквално цело битола со околните села, реално пак не се малце луѓе. На жолто поминав сега. Си велам нема да е проблем. Се формираат некои колони. Еј каква Мазда. Малце го блокирав кружениот јас, ама тоа е се добро. Еве сега движиме, ќе се одблокира. Има и универзитет, дори сега видов Андора. Иначе се лелево го станав, не знам што беше работата, ама моторот беше полен прашина, значи преко и на ноќа немаше ни дрво горе, ни ништо, не знам од кај се најде толку прашина. А и прашина и пајаджина имаше од исплетена, значи кога стигнаа да исплетат пајаците? Дојде време да ја напуштам Андора. Дали можам слободно да возам? Валјда да. Nothing to declare, десна лента. Значи го поминав андорскиот дел од границата, сега одам на шпанскиот. Значи ја поздравувам Андора, прекрасна земја, навистина убав впечаток ми остај, но сега е време да се вратам јас во Шпанија. Значи на еден му проверуваја. Значи
Значи ми рекоа и други луѓе со кои што зборнав, ги проверуват некои коли заради што во Андора биле ефтини цигарите и алкохол и многу луѓе оделе во Андора за да купат такви работи. И вика помлади поќе луѓе кои ги видат в кола посомнителни му си ќе ги проверат. Ама сите со мотори што биле што зборнав, рече никакви проблеми немале. И така сега официјално добре дојдов назад во Шпанија. Беше 2 скоро дена убаво поминати во Андора. Држава каде што конечно јадев човечко јадење, се најадив како човек, се напив исто така како човек, значи. И сега е време за Шпанија и тоа са време за плажа, значи покрај море. Иако го видов јас морето на оваа тура, да не бев на ниједна плажа. Тоест не ми е ни приоритет, плажите не сум фан на море, сум фан на возење покрај море, меѓутоа не ми е толку нешто. Значи од тука сега до местото каде што ќе преноќувам, каде што имам сместување, имам 200 км, според Google Maps околу 2,5 часа возење. Садот е 10:20, јас сигурно паузи ќе правам попат, ќе нема да се брзам многу од причина што чекинот во сместувањето пишеше дека после 4 сато, така да ќе си лабавувам, ќе си правам почести паузи и така полека ќе си возам. Јас забележав едно бензинско, имав потреба да турам бензин, се подвратив назад сега да турам бензин. Hello. Com va la Morini? Yes. Bé? Good. How much was it? Thank you, bye. Не можев многу да му се посветам на човекот. Фокусиран бев на турањето. Евро и 60 бензина тука. Не е скап спореден со Франција. Опа. Не знам тука дали од јој како да изгледа за да тура, плюс поќе вработени се тука. Дали тие турат бензин по иста цена, дали е како Италија, не знам на вистина. Вчера, например, кога турав овде во Шпанија, сам еден човек беше вработен на каза, сами си турав. Изгледа зависи од бензинска до бензинска. Не и се сега да продолжам, имам уште 133 км до Кома... Како се викаше сега за Кома Руга. Садот е веќе скоро 12. Јас мислам ќе видим многу пожешко, меѓутоа се уште не е чешко. Или барем се уште не сум толку ниско слезен колку што мислам. Но таму сигурно ќе фатат некои жештини кога ќе стигнам. Само да нема некои гужви по патот, да треба трни застан и жив да се варам. Ова е веќе по старска архитектура, така да речам.
не е толку модерно. Тука меѓутоа нема како во Франција. Франција сите села беа со така традиционални, да речем, во стил на среден век архитектура на куќи и згради. Овде Шпанија е по-модерно. Јас веќе сум на само 2 километри од кампот каде што ќе престојувам, го гледам и морето пред мене. Мала корекција од преге, јас сум во Сан Салвадор, а Комаруга се наоѓа веднаш лепенка до Сан Салвадор. Интересно беше возењето до сега низ многу житни полиња во Шпанија, значи каде и да се завртев жито имаше. Меѓутоа како што се наближував кон морето, така се повеќе ветер имаше, се посилен. И сега сигурно и тука ќе дува. Сега не осеќам многу ветер, но по крај море вајде ќе дува, а со тоа и морето веројатно ќе биде бреновит. Времето е топло, не можам да речам дека е премногу жешко, бидејќи не е колку што очекував. Сега веројатно бидејќи досега возев постојано отворено, не заглави во некој гужви, веројатно заради тоа го мислам тоа. Но мислам дека кога бев во Франција, во Толиус, тој градот поголем, многу поќе жеше. Ами тогаш температурата, како што гледав, таму беше 34 степени, а за Барселона пишуваше 22. Ја гледам веќе и плажата наму. Ајде да видиме. Телефонов нешто во запалнење ми е расипано. Значи ова е туристичкото место Сан Салвадор во Шпанија. Има некои чадори неколку на плажата, гледам. Нема многу луѓе, нема многу туристи, не е раздвижено. Се уште е рано, сепак ова е месец мај. И тука некаде десно треба да е кампот, меѓутоа малку потаму. Неведнаш тука сам сакал да ми се тргни онај, ово ми беше залепен. Е, тука има нешто, кампинг пица пише. Е, портот изгледа ова е. Холя камп Сан Салвадор, да, ова е. Опа. Рецепција. И иако е 2 сата, уште не е 4, ме пушти ја се чекира. Сега си го најдам шаторот и ќе можам моторот да си го паркирам одма до шаторот. Сега го бараме местот С29. Тука треба десно. Сега крупче да заврта. Тука лево. Тука уште право. Мислам дека ќе треба поголемо крупче да заврта. Да, многу голем кампов. Е голем. Тука мислам дека уште требаше право. Да си ја видам мапата. Ми даде мапа.
Добро, значи јас го направив ова кругче до тука. И сега да, овде лево треба. Да. Значи овде лево. Добро, малку рекверс. Тука лево. Ете и шаторите. Го бараме С29. Треба да е второт. С29. Да, ево е моето. Сега да паркирам треба тука. Риквер сакам да паркирам, само не знам дали ќе може. Ама ќе пробам. Арно ќе пробам. Дали вредеше да пробам. Да ми пропадне овде подпиралката в песок само. Ајде да видим. Не, тврдо е. Добро, сега ќе морам на другата страна. Опа. Добро. Клуч ми дадаја. Да видиме што ме чека внатре. Охо, ми се бендис. Струја нема? Имаме некако, слабо свети. Баш интересно, имам фрижидерче. Ова мислам клима е за ладење. Имам крпи, многу важна кабина. Одлично. Тука иначе плаќам 33 евра од ноќ. Ако беше една ноќ, ќе плаќав 45 евра, ама 3 ноќи попусти има 33 евра плаќам. И така јас следните 4 дена ги поминувам во ова место Сан Салвадор, кое што е споено со местото Комаруга. Значи тука јас бев во месец мај, кога е се уште надвор од сезона. Значи луѓе многу малку имаше, многу продавници беа затворени, многу дуќани не работеа и по плажите имаше премногу малку луѓе. Меѓутоа сепак си скапи, водата беше доволно топла како за месец мај. Немав некој шок наеднаш кога ќе влезе во водата, комотно можев и да влезам и да излезам. Многу беше плитка на почетокот, требаше доста да пешачите за да стигнете до длабоко. Меѓутоа направив еден добар одмор од возењето, а во градот Барселона не отидов, кој ми беше на 90 на километри, бидејќи успеа да ме разубедат сите моабети кои што ги слушнав и одлучив да не се стресирам цело време по џепој да се проверам дали ми е се тука и само се одмарав тука во истото место. Пица си дадов од маркет готова. 3,5 евра, 4 негде максимум беше. Ова е четвртина. Јадам втор пат еве. Само микробранова си ја затоплив и таман дојде. Предобро е. Сега веќе заладе, свежо ветре дува. Зајди сонцево е тука, значи одлично. Сега седев во нај кафичо, додуша таму 100 пати седев, значи не знам колку пати, онде само пиво пиев и кафе. Многу е добро и местото таму. Градчето е онака, нема многу туристи. Празно е малце штама, да не речем многу ресторани не работат, ама е добро, интересно е. А тука доаѓаме до крајот на ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.